Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Кога ќе се спомне Скопје, помеѓу првите асоциации за овој град представува рекорд Липите, МКЦ, ГТЦ и градскиот парк. Но тука е и таткото на градот. По победата во првиот круг на локалните избори во 2017 година, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов го започнува својот прв мандат, а воедно и прв градоначалник на метрополата од редовите на политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија. Тој е роден скопјанец, роден е на 12 јуни 1969 година. По професија е адвокат, приватно е сопруг и горд родител на 2 деца. Во следните минути во моја општина гостине градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Градоначалник, блиску сме тука до градскиот парк. Прво прашање ќе ви го поставам: колку често имате слободно време да прошетате во кругот на своите најблиски, да поминете едно квалитетно време во паркот? Ако мислите на кругот на соработниците, знаеме, затоа што некогаш и свесно организираме некои настани или пресконференции внатре во паркот. Ако мислите на делот од приватниот живот, за жал многу тешко или многу невозможно, имајќи во предвид каков е ангажманот кој што моментално го работам и времето кое што се посветува на градоначалничката функција, остава многу малку простор за приватност. Му недостига ли нешто на градскиот парк? Сметате ли дека нешто недостасува во однос на фонтаните или чешмичките за пиење вода, јавни тоалети? Недостасуваат некои работи кои што веќе полека ги работиме. Општетно со јавноста, луѓето веќе тоа можете да го видат, дека во така наречениот нов дел, значи од стариот Луна парк па на кај Александар Палас, веќе ги обновуваме сите стази и патеки кои што беа сериозно руинирани, бидејќи како биле направени во 70-тите години кога е направен тој дел од паркот, де факто немаше посериозна интервенција. Таа интервенција на стазите во паркот ќе ја прати интервенција и на осветлувањето и на опремата урбана, значи клупи, корпи за отпадоци и ново осветлување, така што во тој сегмент ќе имаме еден сериозно видлив напредок некаде до средината на август месец годинава и нешто што ќе остане за понатаму. Од тој аспект гледано, мислам дека ќе ги задоволиме тие стандарди. На паркот што би можело да му недостасува парке, тој би требало да заменува природа, така што не би требало да има премногу содржини. Имаме 2 или 3 тоалети јавни во рамките на паркот, кои што се обидуваме да ги ставиме во функција и беше во планот на градот набавка на ВЦ-а, јавни тоалети за повеќе локации, меѓутоа заради пандемијата, заради финансиските трошоци кои што непланирано се создадува со таа пандемија, зборувам повеќе на приходната отколку на расходната страна, едноставно мораше да бидат тргнати од јавните набавки. Се надевам дека наредната година веќе ќе имаме и финансиска, бидејќи сме сега веќе финансиски стабилни, ќе имаме и моќ да ги набавиме тие работи кои што навистина недостасуваат во паркот. Се размислувало ли за поставување пунктови во град Скопје за изнајмување велосипеди? Еве, електричните тротинети се во тренд и навистина во голем број се користат низ главниот град, со цел нели да се изнајмуваат за да биде циркулацијата полесна за низ градот? На 3 системи во моментов се работи во град Скопје. Систем на изнајмување на електрични тротинети, систем на изнајмување на велосипеди. Имаше еден порано не до крај добар кој што го работеше градски паркинг и затоа и пропадна, и третиот е на така наречен каршеринг на електрични автомобили. Значи да може да се изнајмуваат електрични автомобили и да може да се поставуваат, да ги користат граѓаните всушност за свое движење низ градската средина. Околу последново има една мала проблематика која што се однесува на полначите на електрични автомобили кои све може да ги стави, па дали е тоа трговец со електрична енергија, сега да не ве оптоварам, ќе ги надминеме тие работи и мислам дека многу брзо градот ќе ги распише повиците во оваа смисла во која што зборуваме, и дека веќе во наредниот период ќе имаме
можност да всушност тоа и ни се случува, да можете електричен тротинет да го земете, врзано е со дигитализацијата за која што верувам дека ќе зборуваме. Така што не можете да го имате тој систем ако не го дигитализирате градот како претходна, како основен предуслов. Ние ја завршивме постапката јавна набавка за Smart City Скопје, во тек е нејзината имплементација, што значи од дигитална смисла ја ги поставуваме основите или поставени се основите за да може да влеземе во имплементација и на овие политики. Имавте многу проекти во изминатите 4 години. Кој проект посебно ви е Зависи кој гледа се, ако ги слушате, ако ја слушате опозицијата, како ви кажа Лего шајка не закопа, добре, некоја шајка. Кој ви е посебно драг проект кој ќе го издвоите или еве неколку кои што ви се вас посебно драги и на кои што сте горди што сте ги реализирале? Не гледам така јас на мојата или функција. целите што сте ги постигнале. На мојата постигнале? функција, на мојата работа, некојаш кажувам дека не треба да тежнееме по што ќе те препознат или по што ќе те памтат. Заврши си работата за која што луѓето те одбрале. И мислам дека така ќе имаме сериозен пристап. Знаете, многу често кажувам и тоа беше жива вистина. Во еден период во нашиот град се работеа паралелно 4 булевари. 4 булевари во Скопје се имаат градено само после Семиот Ресот. И сега. Тоа е булевар Христијан Тодоровски Карпаш, првиот булевар што излегува на обиколница, булеварот Астон кај Хотел Русија до Хилтон, кој што сега мостот го градиме, таму и до крај август би требало да биде пуштен во употреба, булевар Никола Карев или така наречената популарно наречената пластичарска, што никој не веруваше дека може да се направи, и булеварот Босна и Херцеговина, што е дел од секундарниот северен прстен Тепорше, кај Циглана Стара фактички. И тоа е за мене добар стратешки развој на нашиот град. Сад, дали ми се тие драги? Да, тие ми се драги. Дали ќе останеш запамтен, како што често знаат во ефтината или популистичката политика да ги валоризираат работите, мене ми е, верувајте ми, небитно. Мене ми е битно дека со реализација на сите овие работи всушност се качи задоволството на граѓаните на Скопје од градоначалникот. Број 1, број 2, реално таа инфраструктура недостасуваше во нашиот град и сега се тие делови од градот и тоа како подобро конектирани. Ние го спомнав мостот кај Хотел Русија кој што низ керамидница треба на сајам да излезе. Тоа е мост или таков мост единствен во Скопје, мост Гоце Делчев. Значи од 1973 кога е пуштен мост Гоце Делчев во употреба, до сега таков мост во Скопје не е изграден. 6 коловозни ленти, 2 велосипедски, 2 пешачки, тоа е буквално тој габарит. Меѓутоа сега дали ќе те памтат по мостот? За мене, верувајте ми, небитно, знам дека таа инфраструктура ќе служи на околу 80.000 жители на општина Аеродром, на Лисиче, на тој дел. Па велам, се зависи како третман имате или како давате на политиката значење. Ослободивме многу јавни простори. Јавните простори во Скопје изгледаат многу сериозно поквалитетни, кај што традиционално беа диви паркинзи. Рамо кај Палета, да речам, на улица Максим Горки, што беше едно лудило од паркирани коли, па не можеше да се движи градот. Сега имаме прекрасно место. Не знам, кај Соборна црква, овдека, кај Пошта. Значи, тоа се сериозно многу поквалитетни простори, што е во принцип окей, затоа што не треба менаме памтат по тој простор, само треба да го користат луѓето, да го користат и затоа ми е, да речам, особено драго. Што е она што не го постигнавте, а сакавте да го направите? Не го изреализиравте во измината? Започнавме со реализација на тунелите под Кале, за кои што се уште тврдам и мислам дека треба да бидат, затоа што тие ќе го сменат и ликот на градот и начинот на кој што градот функционира. Одбравме и добра, да речем, фирма која што ги имаше референците во јавната набавка како своје сили, меѓутоа, за жал моравме го поништиме тој тендер, затоа што она што го добивме таа фирма беше така речи ништо за еден сериозен извесен период.
и сега чекаме општина Центар да го донесе деталниот урбанистички план за да може да распишеме постапката, затоа што трасата така како што беше поставена, трошоците на таа инфраструктура ги зголемуваше за околу 8 милиони евра за непотребна експроприација. И сега, кога разговарам и со општина Центар, велам дајте поставете ја сега да видиме како ќе биде инфраструктурата поставена, за да не плаќа градот непотребно утре експроприации за работи кои што не мора да бидат платени. Од друга страна, па сум човек кој што многу верува во доброто планирање. И подобро е градот да изгуби време во изработка на добар план, на добра градежна документација и добро проектирање, отколку да правиме импровизација. Прво затоа што станува збор за Скопско кале, за ридот над градот, тука не смеете да импровизирате, број 1, број 2, импровизацијата во проектирањето, јавноста македонска најдобро може да ја види на Кичево Охрид. Кај што голема глупост заради популизам да се каже еве сега се прави, и едно не е направен после 5 години, мораше да трпи корекции, меѓутоа изголемување на цената автопатот. Така што подобро е некојаш да изгубите. Знаете, тунели во Скопје се уште не постојат. Ние во моментов работиме наму кај Лимак на тунелот и тој ќе биде визибилен за некаде година и пол, меѓутоа тоа е сериозно комплексна работа. Во однос на децентрализацијата да ве прашам, во однос на урбанизација, легализација, како ја оценувате? Појдовме со еден процес на децентрализација, сега зборувам и повеќе од аспект на председател на ЗЕЛС. Имавме сериозни разговори со владата и кога тргна тој еден систем да секој министерство да се произнесе околу тие работи, фати пандемијата. После пандемијата фатија изборите и сега некако доаѓаме до прикрајот на мандатите, меѓутоа тој е отворен процес. За мене е многу битен, затоа што навистина мислам дека во моментов единиците на локалната самоуправа или општините или градот Скопје на крајот, како сакате, многу по-функционално и по-експедитивно и по-квалитетно би можеле да се справат со определени проблематики или определени услуги кои што сега се вршени од страна на централната власт. За мене нема логика да центрите за социјални работи бидат државна работа, бидејќи тие функционираат во микросредина. И сега кој подобро може да менаџира во микросредината, градоначалникот на општината или министерот кој што ги има сите, да ги речам, општини или сите центри за социјални работи. Го кажувам како еден од најбаналните примери. Од друга страна, јас сум поборник на тоа дека мораме да имаме комунална полиција или општинска полиција за комунални работи, која што ќе се бави токму со оние недостатоци кои што сега и тоа како се видливи. Тоа е, например, регулирање на сообраќај, диви депонии, фрлање на смет на недозволени места, заштита или заштита на животните од несовесни сопственици. Во однос на дуповите исто? Во однос на, веројатно кога зборувате за дуповите, примерно мислите на Скопје. Предпоставувам. Јас сум еден од тие кои што бара, иако е тоа многу тешко, имајќи во предвид дека е двотретински закон, опозицијата е ваква каква што е и не можеме за многу по видливи работи лесно да се согласиме, отколку за ова што е можеби малку спорно, а се состои во редефинирање на односот помеѓу градот Скопје со општините кои што се дел од административните граници на градот, во смисол да не градот да ги одземе ингеренциите, за да не бидам лошо разбран, иако можеби и тоа не е лоша идеја, меѓутоа треба да се отвори таа дебата во општеството, меѓутоа градот да има суспензивно право на определени активности или субституционо право, тоест да ја замени општината во определени активности. Тука пред се мислам на урбанизмот, за кој што моето лично мислење дека треба да се фокусира во градот, не да го тераат општините туку градот, за да имаме правилен и рамномерен развој. Да не ви се случи, знаете како е во Скопје, еден булевар дели две општини, интерес е на определената општина да има, не знам, мол на своја територија
и да генерира, не знам, средства за комунали или тој тип на приходи, меѓутоа интереси на другата општина. И сега може од двете страни на булеварот вие да добиете молови. Зашто? Затоа што е дискреционо право во моментов или исклучиво право на самите општини. Ако тоа го централизираме, тогаш ќе можеме да зборуваме за рамномерноста во развојот и да не дуплираме определени содржини во градот или можност од тој тип. Тоа е број 1, број 2, мислам дека дефинитивно градот мора да добие ингеренции, особено во инспекцијскиот надзор во градежниот дел, во делот на дивоградбите, за да не ни се случуваат работи кои што ни случува, не знам, Мавровка ни се случи, не знам, на Матка ни се случи, не знам сега на 10 други места можеби имате во градот, во било која општина, значи да не зборувам за поединечни општини, во било која општина, каде што имате де факто нелегална активност на дивоградење и не баш функционалност на инспекцијските служби. Прво затоа што тие се многу мали, што е проблем. Квалификацијата за инспектор е многу тешка, не баш омилена професија. Од друга страна и трето, го немате балансот. Ако општината треба да издава одобрение, општината треба да ги регулира и дивоградбите, тоа не е баланс. Тоа е некогаш може да се јават субјективни слабости во системот. И некој свесно да толерира определени нелегални активности. Затоа велам дека тука мора да го имаме тој баланс и тие се работи за кои што јас лично мислам дека мораме да ги направиме во нашата држава, пред се во Скопје, за да зборуваме за функционален град, затоа што функционалниот град предпоставуваме желба на секој граѓанин на Скопје. Градоначалник, како ја оценувате работата на Советот на град Скопје? Добро, Советот на градот Скопје или градскиот парламент е орган кој што е во принцип и независен од градоначалникот и кој што може, меѓутоа не мора секогаш да се согласува со политиките кои што градоначалникот ги креира и ги доставува до тој совет. Некогаш ми е малку криво што кога се прави обид да се направи дебата во Советот, тоа не е секогаш дебата. Туку е повеќе партиски препукувања? Партиски препукувања, меѓутоа и тоа е легитимен дел од плурализмот. Проблемот е што се даваат лажни тези, тие лажни тези се воспоставуваат или сакаат да се прикажат како вистина и после околу тоа треба да дебатираме. Што за мене е апсурд сам по себе. Ако нешто е лажно, нема потреба да го разговараме. Ама такво е политичкото миле општо, мислам, во државата и драго ми е што, да речам, многу често градоначалникот е предлагач на точки на дневен ред. До сега сум успел 10-15 пати опозицијата да гласа за моите предлози. Така што многу често така во оној делот, сега за жал онлайн се уште седмиците заради пандемијата, и тоа беше пријатно чувството кога ќе успеете да го обедините Советот во смисол на носење на одлуки кои што се навистина корисни за градот. Гледано од оваа перспектива наназад, што е оно што би сакале да го промените во однос на мандатот кој што сте го имали и оно што сте го оствариле? Нешто што мислите дека сте го погрешиле, а сега од оваа перспектива не би го направиле тоа? Да немаше пандемија. Ќе бев многу среќен у мојот мандат да немаше пандемија. Мислите дека повеќе би... Ке бевме пофокусирани. Гледате са, ние заради пандемијата лани го одложивме изградбата на забавниот парк во Скопје. Што се покажа како добра одлука, затоа што забавните паркови во Европа сега, годинава, почињаат да ги пуштаат во некаков си режим на функционирање, дури и Дизниленд, да речам. Значи, од тој поглед гледано, таа одлука беше исправна во тој момент и ние помогнавме домашната економија со активности на реконструкција и изградби на нова инфраструктура, со што влијаевме директно на субјектите кои што функционираат на пазарот во Скопје, во позитивна смисла, да може да во
економски лошо време што една пандемија може да го донесе, да ги подпомогнете тие системи, економски системи кои што ги имаат фирмите. Ама окей, сега некаде јас очекувам дека во август конечно ќе се распише постапката и тендерот за забавниот парк и дека тоа ќе стане некаде 2022 година наша реалност. Не гледам дека има некои грешки кои што се можеби стратешки направени заради кои што би ми било криво што не се или би ги сменил. Мислам дека успеавме да го најдеме балансот во приоритетите, оние што јас како градоначалник ги имам како моја политика од една страна, меѓутоа и приоритетите кои што граѓаните ги чувствуваат како потреба за функционирање на нашиот град. Успеавме многу работи што биле само зборувани или биле само желба да ги започнеме или да ги имплементираме или да ја започнеме нивната имплементација. Од 85-6 година во Скопје се збори за трамвај. И јас кога дојдов овдека, единствена валидна документација имаше само за првата траса, делумно, значи од Новолисче до Вероцентар, до Народна банка. Де факто субституција на трамвајот, која што има сериозен економски бенефит ако имплементирате визави трамвајски трошоците за изградба на трамвај од една страна, од друга страна таа е воспоставена или тој систем е воспоставен на она што во генералните урбанистички планови на град Скопје постоело како траси под кои што би се движел трамвајот. Де факто ние вршиме замена во средствата за превоз. Меѓутоа принципот, начинот, системот на функционирање, значи не се железници, туку се автобуси, меѓутоа принципот, начинот на функционирањето исто како да го имате шинскиот, односно трамвајскиот превоз и де факто на тоа сум особено да речем лично и горд, бидејќи околу 2,5 години една прекрасна екипа на луѓе овдека во градот, луѓе во ЈСП, во соработка со ЕБРД, консултанти што ги имавме, успеавме тоа да добие конечно имплементација. Ги подпишавме средствата, договорот со ЕБРД од една страна, работиме сега на техничката спецификација, очекувам дека по текот на ова лето ние ќе го распишеме тендерот во предквалификационата фаза, за со цел некаде во 2022 конечно започне изградбата на тој систем, кој што би служил и би им служил на скопјани веќе во 2023 крајот е многу известно дека првата траса од Новолисче до Ѓорче ќе биде пуштена во функција. Сваќањето за позицијата градоначалник пред изборите и замислата, односно сега веќе кога сте на позицијата градоначалник, иста ви остана? Па да, освен да речам што и јас очекувам, мислам дека и дел од јавноста им беше можеби малку чудно што еден човек кој што беше во централната политика, експониран, пратеник во собрание, не знам, портпарол на партија, одеднашка се префрли на она микрополитика, што за мене е сега на еден специфичен начин поголемо задоволство. Кога сте во централната политика, вие носите одлуки за релативно, да кажам, апстрактни категории кои што не можете да ги видите. Знаете дека ќе направат последици во општеството, меѓутоа се е невидлива работа. Градоначалник е моментално видлива приказка. И од тој аспект гледано, кога веќе си во политиката, а да не заборавиме дека главната идеја на политиката е да ја помага заедницата, односно да има влијание во заедницата, многу е особено големо задоволството што така помагате на заедницата во која што живеете и кај што припаѓате. Споменавте дека повторно ќе се кандидирате за градоначалник. Мислите ли дека ќе добиете поддршката од граѓаните и што ќе биде она на што ќе се посветите во новиот мандат доколку го добиете? Останувате на оние зелени политики кои што ги имавте и претходно и ги реализиравте нормално? Известно е. Веќе кандидатурата моја дека ќе биде номинирана во рамки на Социјалдемократскиот сојуз и моите очекувања или наговешта и дека таму ќе биде добиена таа поддршка. Тоа е известна работа. Очекувањата се не мои.
очекувањата на јавноста се ќе победам на тие избори, бидејќи сите анализи на јавното мислење од една страна, меѓутоа и фидбекот што го добиваме од граѓаните во непосредните контакти се задоволувачки во смисол на задоволство. Скопје мора да продолжи онаму каде што се наоѓаме во моментот, затоа што градот едноставно нема други алтернативи. Ние мораме до крај да ја доразвиеме инфраструктурата. Знаете дека почињаме сега кај Момин поток е можеби најкомплексен сообраќаен проект во урбана заедница во Македонија. Тоа е сериозна една раскрсница, вредност е таму некаде околу 5-16 милиони евра. Завршена е постапката и сега е во тек изработка на сообраќајниот проект и некаде во јули месец таму веќе ќе ги гледаме багерите, што значи дека ќе успееме, тоа е едно тесно грло кое што се наоѓа кај Момин поток, каде што дневно имаме околу 30.000 возила кои што поминуваат, да го решиме во наредните, по моје очекување, 2 години, бидејќи многу комплексен проект. Значи таму имаме еден кружен тек, па 4 ленти ги дигаме на 9 метри висина, па кружниот тек е во касарната вториот. Дигањето на 9 метри значи дека од оздола веќе ќе може слободно да се проаѓа на правецот од Бизбегово кон Сајмиште. Значи ќе немаме застој совршено никакво сообраќај. Тоа е многу комплексен и сложен проект. И зашто го кажувам затоа што немам намера или мислам дека не треба да се промени таквата политика. Интензивна изградба на инфраструктурата во градот, која што недостасувала, е била предвидена во сите генерални урбанистички планови на нашиот град, од една страна, од друга страна изработката на таква инфраструктура, особено во северниот дел на градот, каде што ја немало или недостасувало, ја го намалува притисокот за преголемата урбанизација, односно уништувањето на градот во овој другиот дел. Неразвиениот северен дел на градот прави притисок за живење на јужниот дел на градот, или сакате левата, десната страна на Вардар. Овдека е притисокот за живење автоматски пазарниот притисок за градба на стамбени единици поголем, па уништувате она што вредело и на крајот ќе добиете 2 уништени страни. И сега е подобро вие да инвестирате на оваа страна, да отворите нови простори кои што, не знам, би се наоѓаат под касарната, би се наоѓаат во делот меѓу Бардовци и Злокуќани, би се наоѓаат во правецот на Волково, таму одиме целосно со булеварски решенија, да речем, во наредните 2 години. И едноставно го намалувате притисокот луѓе да живеат у Тафталиџе. Пошто го правиме сега, у јули влагаме со мостот кај Ситимол, пак одиме по некоја динамика терминска да се совпаѓаат работите, кои што од Ситимол ќе излезете на булевар Словенија што ќе биде и до Волково. И вие де факто создавате еден нов простор со квалитетна инфраструктура, за можност на луѓето да има циркулација непречена и де факто Карпош го ослободувате од оној притисок. Мораме да го довршиме процесот, почнате, па заглавивме во регулаторна, процесот на функционирање на градски енергетски системи како предпријатие преку кој што градот ќе креира сопствена енергетска политика, за да влијаеме на делот кој што се вика затоплување на домови, што партиципира сериозно во зимскиот период во загаденоста. Транспортот го решаваме со Бас Рапид транзитот. Мислам дека ако е нешто видливо и препознатливо, тоа е зазеленувањето на Скопје во изминативе 3 години со сериозно, квалитетно едно зеленило, и ние верувам дека паралелно развивајќи ги сите овие работи ќе успееме градот, а веќе успеавме да го симнеме од листата на најзагадени градови во светот. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk